Не разбирам што има спорно во тоа што Мицковски целосно застана зад новата администрација на САД и председателот Трамп. Па луѓе со година, токму истите тие кои сега претаат и се бунат за настапите на премиерот, ни велеа дека Америка е најмојкниот и најблискиот стратешки партнер на Македонија. И тоа е навистина така. Така што, во што е гревот сега кога Македонија, колку и да вела дека е мала земја, застане зад својот партнер на глобалната сцена? Па колку пати во изминативе декади Македонија гласала и поддржувала иницијативи кои произлегле од Америка, а за кои немало консензус на светска сцена. Зарем не памтите дека за време на председателот Буш дури испративме војници во Ирак, иако за тоа немаше одлука на Обединетите нации. И сото тоа беше во ред, но сега одеднаш, ако ја браните Америка, тогаш сте проруски ориентиран. Смешно. А тоа главно го зборуваат оние што гравитираат кон Бихачка и кои сега се лути што во Вашингтон има нов шериф кој ми ја затна славината за пари. И оттаму паниката меѓу самопрогласеното слободно граѓанство во Македонија, кое со години живеа од, да ми простите на изразот, американската цицка и земаа милиони и милиони долари. Сега ќе ги гледаме како се гушат во сопствениот измет. И нормално, кога ќе се преполни јамата на незадоволство, целиот тој измет треба да се излее некаде, а тие тоа го прават јавно. Ама најинтересно ќе биде кога новиот шериф од Белата куќа ќе постави нов шериф на калето. Да видиме на што ќе изгледа кога тој ќе ги повика, типовите како Ордановски компанија, малце да ги ориентира во простор и време, да ги подучи каде се движи светот. Тогаш, верувајте, има повторно да предат како мачиња.